Мобилни станици за мерење на квалитетот на воздухот се поставени низ кампусот на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Следниве 2 до 3 месеци ќе бидат тестирани, а потоа може да се користат во било која средина во земјава. Се работи за мерни станици кои можат да се постават на различни места, како и на возило. Опремени се со современа технологија и GPRS систем за следење на мерењата. Резултатите се испраќаат до централната база на податоци. Потоа, според вредностите што ќе се добијат, надлежните ќе можат соодветно да дејствуваат против загадувањето. За извесен период 2 до 3 месеца кој ќе заврши тоа тестирање и кој ќе може да ги валидираме ние тие резултати, тие ќе можат после се постават во било кој град. Значи сега за сега имамо 3 оперативни и 2 развојни, значи 5, а се надеваме понатамошна фаза уште повеќе ќе се набават и така да ќе може да се покрие комплетно територија на еден град, па дури и територија на една држава. У светот вакви решенија има да негде се инсталирани по 1000 такви мерни станици, затоа што станува збор за исклучително прецизни, калибрирани, точни резултати што се генерираат од самите мерни станици и практично може да мислите од мрежа од 1000 такви мерни станици каква точност резултати може да добиете. Сега како понатамошна фаза, значи со помош на овие мерни станици може да се видат клучните реални, значи генератори на загадувањето и клучните места каде најмногу се фокусира загадувањето и после градовите да почнат да превземаат мерки на кој начин да се превенира, дали е тоа сообраќајот, дали е тоа не знам од индустрија, дали станува збор за за грејење во зима и така натаму. Мерните станици се набавени во рамки на проект што партнерски го реализираат Министерството за екологија и Штуловиот универзитет. Денес сме овде да тестираме, тоест да промовираме мобилните мерни станици за квалитетот на воздухот, кои што се први во нашата држава од таков тип, се доста модерни и напредна технологија, користат напредна технологија. Во рамки на проектот кој што е подпишан, договорот кој што е подпишан во 2015 година, овој проект тежи 1.700.000 денари, од кои што 1.000.000 денари се финансираат од поддршката на Министерството за животна средина и просторно планирање. Другите средства се од буџетот на универзитетот. Министерот Амети беше во посета на универзитетот, а со ректорот Замир Дика разговарали и за останатите заеднички проекти. Разговаравме за аспектите на реализација на двете други проекти, тоа менаџирање на иницијативата за прогласување на Шар планина како национален парк. Вториот беше, значи, ние како универзитет да им помогнеме на општините Кичево и Кавадарци да ги подигнат нивните капацитети за креирање на стратешки план за подобрување на металниот воздух во нивните општини. Според ресорниот министер, ова е прв ваков проект што се спроведува во земјава. Мобилните мерни станици ќе им бидат на располагање на сите општини и други институции што ќе бидат заинтересирани.